Тичино е еден од 26 кантони во Швајцарија. Најголем град е Лугано. Во него има околу 70.000 луѓе. Живеат богато, па и луксузно. Спокојно е. Атмосферата ја надополнува локалното езеро. Ова сепак не е туристичка репортажа. Причината е што покрај многуте работи кои што ги има Лугано, на негова територија има регистрирано и илјадници фирми, а една од нив е собственик на македонската Ексико, која пак поседува акции во неколку големи македонски компании, но и атрактивно земјиште на планината Водна. Името на фирмата собственик од Швајцарија е ТИМЈ Инвестмент. Ја побаравме во Лугано, бидејќи не се знае кој е газда, а добива пари од буџетот. Преку Бетон Штип од Скопје 2014, а преку Зик Пелагонија прима и субвенции. Фирмата одамна е и дел од предистражна постапка што ја води специјалното јавно обвинителство. Во потрагата ни помагаше швајцарскиот новинар Федерико Франчини. Федерико? Nice to meet you. Очекувавме ТИМЈ Инвестмент да има големи канцеларии, бидејќи фирмата има акции во други македонски компании, поседува недвижнини на Водно, меѓу кои на водното живеалиште на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Ја најдовме адресата, но не и компанијата. It's a mailbox company. We don't even have the mailbox. Okay. Но во зградата има многу други компании, нотарски и адвокатски канцеларии, локална стопанска комора. По проверките заклучивме дека директорот на ТИМЈ Инвестмент е заменик директор во друга фирма, чие име го има на вратата. Good afternoon. We are looking for Mr. Alessandro Mauri. Yes, it's the first floor. Okay, thank you very much. Let's come in. На првиот кат наидовме на друга врата. На неа беа испишани имиња на 37 фирми, но не и на ТИМЈ Инвестмент. Зад вратата сепак немаше по една канцеларија за секоја компанија. Не пречека една секретарка и се представивме, и таа не замоли да почекаме. Иако ни кажаа дека господинот Маури е во неговата канцеларија, кога побаравме средба, сепак ни рекоа дека не бил во неговата канцеларија. Ја напуштивме улицата Корсо Елвеција број 16 со сознание дека фирмата во која завршуваат пари од македонските граѓани нема ниту поштенско сандаче на официјалната адреса. Ниту пак директорот сакаше да разговара со нас. Како е тоа можно? По одговори, отидовме во друг град, Белинцона. Таму живее и работи новинарот и публицист Матео Кеда. It's his job. They hide the money, they hide the ownership. The real owner of the company is known only by this trustee. And if he tells you the name of this owner, he gets in trouble with the law. Why does this happen? Because in Switzerland you can make a company, you can found a company and then sell it to somebody else and you don't have to say who the owner is. Низ пример, Кеда ни објасни како политичари од Италија го злоупотребуваат системот и ни предложи да одиме по документи во Централниот регистар. For example, if an Italian politician wants to give himself some contract, some public money, he comes to Switzerland, he makes a company, and nobody knows that he is giving himself money from the Italian government, from the Italian taxpayer, for building something, for some deal, some public service, to a higher price, so that people in Italy, in this case, they pay too much for the service, and this politician
gets rich because of this company, which is based in Lugano, and nobody knows that he is the owner of the company. Во канцеларијата на Централниот регистар дојдовме до сознание дека имаме работа со цела пирамида фирми. Компанијата собственик Нексико, TMJ Investment, е формирана од друга фирма чие име буквално преведено од германски значи тајно партнерство. Во описот на активностите пишува дека предмет на работа им е да создаваат мрежи на компании кои ќе гарантираат анонимност. Но и таа компанија е формирана од трета компанија, Parfin, која постои од 1971 година. Расплетот на мрежата до крај е невозможен, бидејќи документите покажуваат само кој ја основал компанијата, но не и кој вистински ја поседува. If you want to hide your money, then you do like this. And why do you want to hide your money? 1% perhaps only for privacy, and the other 99% because they do something illegal. For example, corruption. For example, they take the money from the government and they use it to do business themselves. They want to money laundering, they want to avoid paying taxes, and so on. Документите кои ги обезбедивме од Централниот регистар ни открија имиња. За нас, првично непознати. Но, по дополнително пребарување, дојдовме до нови информации. Фирмата газда на Ексико се води во категорија компании со најмногу тројца вработени. Нејзините основачи во Швајцарија се појавуваат како директори во десетици активни изгаснати фирми. Од нив се издвојува името Емилио Бинда, 67 годишник, кој во моментов е директор во најмалку 22 компании, а е овластен потписник во вкупно 25. Бинда има врски и со Македонија. Бил во одборот на директори во сегашна Кара Орсе Камчев, бил директори на фирма од Панама, која купила една од чешките компании на екс-директорот на УБК, Сашо Мијалков. На Бинда се сеќаваат новинари и истражувачи од регионот. Неговото име било актуелно во 90-тите, во италијанскиот корупцијски скандал Енимонт, во кој бизнисмен подкупувал политичари за остварување своји интереси. Binda was simply one of the employees of Pino Berlini, who was in Lugano, was responsible for the parallel accountancy of the group Montedison paying the bribes to these three Italian political parties. Паоло Фуси сега живее во Рим и повеќе не е активен во новинарството. Но, од искуство, направи анализа на случајот што го истражуваме. I guess that there's some industrial or trading project in Macedonia. There is a foreign money linked to the money of political politicians of Macedonia, which wants to invest in your country doing whatever, I don't know. In order to do that, they have to hide the ownership of the money. And that's why this system is still existing, because that system in Ticino is quite expensive and really old-fashioned. If you only have to avoid taxes, you don't need that. Но, во Швајцарија, се посилен е притисокот да се укине системот кој ги крие вистинските собственици на фирмите. Во една таква иницијатива учествува невладината Око на јавноста, организација која се бори против сите случаи на неправда во кои има удел Швајцарија. Заедно со други, лобираат за јавни регистри за собствеништвото на компаниите. It's a national competence to regulate, and some legislations are a bit further, like the UK, for instance, has just moved, actually, and particular types of corporations need to publicly disclose, ownerships, and other countries, I'm optimistic, will follow, but Switzerland won't be on the forefront. They'll wait as long as they can. Работите во Швајцарија сепак се движат во позитивна насока. За разлика од пред година и половина, сега барем државата или банките можат да знаат кој е вистински газда на одредена компанија. In your particular case, if there would be
any kind of irregularities with that company or one of those companies, shell companies that are built upon each other, that information would be available to Swiss authorities. So Swiss authorities do know, or could know if they would want to know, who owns these companies. And is that public information? No, it is not. Овие промени оставаат простор дека и окото на македонската јавност ќе види кој навистина стои за тајното партнерство. Но, ако промени не се случат и во Панама или Белизе, тогаш парите само ќе го сменат континентот. Ако тоа веќе не е и направено.